Предателството е болка, предателството е тазна най-тежка. Предателството беше благодарам за Ѓурѓи, за тоа што се борел, за тоа што го сакувал, не совсем за својот народ. Затоа денес ние изразуваме благодарност, го славиме твоето име и отдаваме Божи. Поради тебе денес борбите се историја, а слободата и топлата Твоја нашите земјари. Во Твоја чест денес сме гости македонци, а Ти види сигурен дека традицијата на благотворен празник и наша задача и Ѓорѓи Шубај, легендарен македонски револуционер и војвод. Тој е роден 1879 година во Битол. Заврши во основно училиште во родниот град, а неговото средно образование го продолжи во школа. Бил познат полиглот, кој зборувал грчкиот, турскиот, бугарскиот и рускиот јазик. По завршувањето на своето образование во Солуч, работи како учител во Ановор, Дрезево, Сиđево, а подоци во Битол. Се приклучил на тајната македонско-одринска револуционерна организација Мошне рани. Тој бил избран за член, секретар и бил војвода на Битолскиот револуционерен округ во 1900 година. Со неговата револуционерна активност и работа зел важно место во историските настани од периодот преди Рим. Во 1901 година тој се приближил на челата на Русински. Во 1902 се формирал своја чета во Битола, Прилеп и регион. Учествувал на Смилевскиот конгрес и строго се спротивставувал на одлуката за дигање на престреното. Сепак, одлуката за дигање на восстанието, тој активно учествувал во нега по војкот. По неуспехот на восстанието, тој самиот активно се ангажира за зајавнување и ревитализација на организацијата. Загина со неговата чета во селото Паралово на 5 април 1906 година. Се смета дека е предан, дека падна во небото. Така почнува живот. Премедливо. Така започнал и животот на Ѓорѓи, едно дете родено во сиромашно семејство. Тоа дете научило многу во животот. Поминало многу. Мизерија, тага, неправда. Понекогаш и поразбори повеќе од удар. А затоа нагледите упатени кон него удирале директно во неговото срце. Секогаш треба да се гледа на другата страна. Зашто ако го нема вашето, нема да го разбереме добро. Затоа тој, нееднаквост и неправдата, и гледа како добри работи, ќе му помогне да свати дека треба да се бори. Да се бори за оно што е и за оно што го нема. Затоа тој прво станува учител и несебично им го дава своето знаење на учениците. Треба да се учат од постарите, зашто тие се поискусни и имаат поминато повеќе. Сумарев го посветил живот на својата желба, да бидеме читави на кој. Нашите желби се длабок копнеш на нашата душа. Треба да им сме верни на желбите и да пробаме да ги исполнеме. Да земеме пример од нашиот војвода Ѓорѓи. Тој се борел до крај. Треба да се бориме како секоја наша битка да ни е последна и да се внесеме во неја, да ги браниме нашите сочи. Животот е како бред, полека излегува, се повеќе свети сјај. Тој како што почнал и завршил. Со љубов.
Георгиево завършил своят живот, бранейки своята живот. Животта съм задковина. Трябва да сме горди с имаме вакни други и да им отдаваме почет, защото ради животът самия. Да можем да останем на гостиното ниво и да се почувстваме свободно. Обръщенията и порумения стават, че се гледаше от бурата. Той никогаш не има да бъде. Сигурна. Че се поздравува и честита, а това само го изгубваше. Да може да се разкаже живот от него. Не би биле да мислите луѓе на планетата да може да и разкажат неговите спомени, поради и добрите.